Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, граѓаните на Скопје и целата македонска јавност бараат веднаш оставка од Коце Трајновски поради неисправувањето со катастрофалните последици од поплавите во Скопје. Постојат небобитни докази дека командантот на градскиот штаб за заштита и спасување Коце Трајновски е одговорен, и тоа не само политички. Жртвите од 6 август се директна последица на под 1. Непревземање на мерки за заштита пред поплавите и недостаток на инвестиции во инфраструктурата. Под 2. Целосно погрешно действување за време на поплавите. И под 3. Тоталната неспособност за справување со последиците од поплавата. Коце Трајновски знаел дека постои план за заштита и спасување на градот Скопје од 2010 година, во кој што градот е означен како, цитирам, простор со висок степен на загрозеност од елементарни погоди, особено поплави. Знаел дека мора да го заштити градот од поплави од такви врнежи, но не го направил тоа. Коце Трајновски знаел и за опасноста од невреме. Затоа информирале метеопорталите уште во 1 час од попладнето истиот ден. Наместо да ги предупреди граѓаните и да го вклучи алармот на градот, тој отварал турнир во мал фудбал. Коце Трајновски знаел уште вечерта дека има човечки жртви, дека има излевање на акумулациите од вода до акумулацијата и огромна надојдувачка вода, и дека е потребна брза евакуација на населението и затворање на обиколницата. Но не направи ништо од ова. Напротив, со своите погрешни команди, дополнително го зголеми ризикот на граѓаните. Конечно, Коце Трајновски знае дека е потребна итна пренамена на милионите евра од тркалото веќе на лудоста и од другите луди проекти на Никола Груевски, за да може да се справи со последиците и нормализирање на животот во погодените подрачја и за изградба на систем кој ќе спречи ова да се повтори. Но повторно не прави ништо. Бараме соодветна парична помош за настраданите, за да можат да создадат минимални услови за живот. На семејствата им требаат подитно пари. Итно им е потребна чиста вода, храна, облека, училишен прибор за децата за почетокот на училишната година. Бараме парите од тркалото на лудоста веднаш да се пренамерат за итна авансна помош на настраданите во вредност од 90.000 денари од домаќинство. Нема да дозволиме оваа трагедија да се заташка и да се заборави. Нема да дозволиме скопјани и понатаму да продолжат да живеат под закана од поплави, затоа што на некој болен ум му текнало од градот да прави Дизниленд.